ден и добре дојдовте во Алфа Ординација. Започнуваме во својот стандарден термин. Ќе ве поздравам сите вас кои денеска сте на програмата на ТВ Алфа да бидете заедно со нас. Денешната тема која отвараме, која ќе ја коментираме е причини, симптоми и третман токму на кожните заболувања. Доколку имате некој проблем со некој вид на кожно заболување, тогаш секако сте добре дојдени со телефонски јавување, вклучување во емисијата. Телефонските броеви ги отворам уште на самиот почеток. Но оваа тема за кожните заболувања зборуваме со доцент доктор Андреј Петров, кој што е специјалист дерматовенеролог, ни доаѓа од приватната болница Систина од Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден, мило ми е што сум со вас. Ви благодарам првенствено што прифативте поканата да бидете гостин во Алфа Ординација покрај сите обврски кои што ги имате и кои секако ви се намитнати во работата. Период на псува кожа. Некако овој период, особено после постодените температури, период на адаптација, кога самата кожа се адаптира на самите промени кои што не се случуваат, би сакала тоа да го коментираме. Кога кожата псува и кога постои иритација и чешење, како што се вели, дури чешење кое што на некој начин ни доведува до лудило, што треба да се направи колку ваков тип на сувата кожа е некој сериозен проблем? Па добро, сувата кожа е проблем кој го има голем дел од популацијата. Некаде 15 до 20% од популацијата имаат посува кожа. Вообичаено зимата е оној проблем кога кожата е посува заради тоа што е врзана со помала работа на жлездите, на потните жлезди, помалку се потиме, потните, лојните жлезди не функционираат со тој капацитет како во лето, меѓутоа и помалку течности кои за разлика од летниот период кој ги внесуваме течности, студено е времето, тоа дополнително ја суши кожата, меѓутоа сувата кожа како конституција е нешто што постои, нешто што не можеме ние да го ограничиме на само една сезона или на само еден период. И тоа е нешто што треба да се постојано коригира. Кога зборувам коригира, ние не може да ја смениме генетиката, не може да ја смениме собствената кожа, меѓутоа можеме да влијаеме на кожата да се додадат одредени масти, одредени кремови кои ќе ја прават да биде помасна. Има специјализирани препарати кои ние ги советуваме за сите оние луѓе кои имаат ваков проблем со кожата од типот на неутрални емолиенти, без парабен, без алергени внатре, кои ја подмачкуваат, вака народски кажано едноставно кожата и овозможуваат она што фали да се додаде на кожата и тоа се прави во долг период. Тоа не може за 5 дена или за 10 дена. Често пати ќе дојде некој од нашите пациенти во амбуланта и ќе рече: докторе, ставав 10 дена од ова што ми го кажа, ама пак ми е сува кожата, се уште го имам истиот проблем. За 10 дена тоа не може да се поправи. Тоа треба да биде една долготрајна, малку подолгорочна. Подолгорочна една, не е тоа терапија, повеќе одржување, нега на кожата и еднакво важно е да кожата не се суши дополнително. Кај тие луѓе советуваме само туширање. И кога речат како само да се туширам, тоа е многу важно. На вака личи смешно кога ќе го кажеме на луѓето, меѓутоа суштина е многу важно бидејќи со честото употребување на шампони, на детергентни средства, сувата кожа дополнително се суши и таа пука, се јавуваат подоцна оние црвенила по кожата кои ги има и тоа ги прави симптомите на јадеж кај луѓето, на чешање, имаат деноноќно чешање и им прави таков проблем. Дел од нив често пати доаѓаат со сомневање дека имаат шуга. Заради тоа чешање. Да, нешто го коментирав, чешање до лудило на некој начин. И кога ќе ги распрашате во семејството, нема ни еден друг што се чеша, ама биле на некој доктор, па тој им кажал може би е шуга. И на крајот ќе сватат дека реално во суштина е истиот онаа состојба, оној проблем кој го имаат со типот на кожата, со сувост на кожата, кој треба да се коригира со често мачкање, а од друга страна со практично исфрлање од употребата на шампони. Ако треба купка еднаш неделно, тоа треба да биде маслена купка со масло, која дополнително ја подмачкува кожата. Ги има повеќе такви. Малте на оној тип на бебешки купки, така? Такви, од тој тип. Значи ги има различни, сега да не ги производителите тука да не испадне маркетинг на некој од нив, различни колекции има и од домашни производители и од странски брендови куки кои може да се користат за таа намена, зависно нормално од она што е прифатливо за пациентот. Така. Ќе продолжиме понатаму и со другите теми кои што ги подготвив за ова гостување. Ќе го вклучиме гледачот. Јас споменав на самиот почеток дека телефонските броеви се отворени. Доколку би сакале да поставите некој прашање во емисијата или пак можеби некој ваше искуство кое што би сакале да го споделите, тогаш секако
може да се вклучите. Добар ден за првиот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение, ќе го поздравиме истиот. Добар ден. Добар ден, убав ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Имам прашање до гостинот, значи. Се работи за мој синче кој е во пубертет, има 17 години. Така. Сега тие пубертетски акни кои се појавија на лицето беа, ајде да речеме, во ред. Но сега почнаа веќе уназад една година да се појавуваат чирчиња на главата. Имам тука од испитувања кои ги вршевме кај нас во болницата, дека можно е, бидејќи има хеликобактер, причината да биде хеликобактерот. Но чировите се многу чести, на тие места дури немаме ни косичка. Па да слушнам мислење од докторот, ако треба и ќе ги посетам во Осетина. Така, ви благодарам многу што се Јас ќе го кажам моето мислење во однос на тоа. Мислам дека прво очигледно дека се работи за акни. Акните се јавуваат не само на лицето, како што ние вообичаено мислиме, туку се јавуваат и на други делови од телото. Може да се јават, една од локализациите на која се јавуваат е и косматиот дел на главата, како што кажува гледачката, и тогаш се обично потешки за третман, заради тоа што акните на лицето, на градите, на грбот, полесно реагираат на одредени третмани кои се припишуваат. Ова акне, која некојаш остава и лузни на самиот тил, може да се третира. Се третира со различни работи, може да се проба и со антибиотик, како што веројатно е пробано, бидејќи испитуван хеликобактер. Патем не верувам дека хеликобактер е причина за тоа. Тоа е една шпекулативна, да кажам, теза, дека може би не е. Во суштина се работи за специфичен тип на лојни жлезди, за пошироки отвори на лојните жлезди кај тој пациент, кои доведува до нивно запушување и до гноење и до развивање на акни. Тоа е она што се случува кај секој пациент со акни, и тоа е генетска диспозиција, генетска конституција кај пациентот. Денеска е преценето мислењето дека за се и се што не знаеме што е, да видиме да земеме титар на хеликобактер, може е хеликобактер. Со тоа мислам дека не е соодветно да пациентот се подложува. Би било благодарно да се припише дека на хеликобактер. Па не можете, знаете како, ќе дадете, ако има покачен титар, ќе дадете таа тројна терапија за хеликобактер и во ред, сте завршиле, еве сте пробале нешто. Меѓутоа очигледно дека пациентот се уште има проблеми. Заради тоа најдобро е за да не се вака со претпоставки бавиме, да се дојде во ординација кај тешките случаи на акни, особено во предел на тилот, може да се дадат и ретиноиди, може да се даде роакутан. Тоа е дериват на витамин А, едно силно потентно средство кое има одредени, да кажам, регулативи како се спроведува. Има некои мали несакани ефекти во текот на терапијата и одредени ограничувања кои треба да ги чуете од доктор, заради тоа најдобро е да посетите некоја дерматолошка амбуланта и треба да, ако веќе сте пробале неколку пати со антибиотици и тоа не оди, да пробате на овој начин. Така, на тој начин ќе може да се Тоа би довело до значајно повлекување, да кажем, на промените. Тоа не значи дека конституцијата ќе исчезне во тек на живот, меѓутоа има случаи на целосно стабилизирање на ситуацијата после една среднорочна употреба на изотретиноин или на роакутан. Со оглед на тоа што дека се работи за млад човек. За млад човек, да. Би сакала да коментираме што би значило опасни промени на кожата и како можеме да ги класифицираме. Кои се тие опасни промени? Јас имам една своја теорија за тоа и секогаш кога ќе ме прашаат ја споделувам со пациентите. Опасно е се што е невообичаено. Се што се случува наеднаш и што одскокнува од онаа нормална слика на кожата на која ние сме навикнати. Да речеме, тоа би била некоја генерална дефиниција зошто е потребно да се побара да се дојде на доктор. Кога ќе се јават таков тип на некои нови работи на кожата, на кои претходно не сме биле навикнати или кои не ги гледаме, треба да се побара консултација на доктор. Тоа особено се однесува значи на оние промени кои се пигментирани, на оние дамки или кои се јавуваат и од кои некои почнуваат да ја менуваат својата боја, формата и така натаму. Тогаш што е индикација да се дојде на доктор, или некоја рана која гледаме дека не заздравува. Сме пробале со одреден локален препарат, кортикостероидна крема, ни кажал некој доктор или пријател или комшијата, пробај од ова недела-две ке зарасне, гледаме дека не поминува. Тогаш тоа е време кога треба да се дојде на доктор и да се види
дека треба нешто да се Дека треба преземе. да се превземе. Најлошо е еден таков проблем кој гледаме дека со текот на годините се зголемува. Че била некоја мала точка рана, потоа настанала поголема рана, па уште поголема, да ја игнорираме. Значи, во тој случај, кога ќе се дојде на доктор, може да биде веќе предоцна да нешто се направи, заради тоа се што е невообичаено, особено во делот на тие бенки, израстоци, некои на кожата, треба да бидат доволен сигнал Така. или медицински кажано индикација да се дојде на доктор. Како велите вие докторите, обично се што навремено е откриено и навремено се изреагира, е многу безболно за разлика од кога нешто е во подоцнежна фаза. За бенките особено ќе зборуваме секако во емисијата, затоа што и тие се еден битов фактор, за да ги скоментираме. Да го вклучиме гледачот во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Докторе, едно прашање. После секој вличење, како касното нешто. Кој иритирано? Да. Така. Тоа црвенило после бричење доста често кое се јавува и тука реално е последица и на одреден тип на кожа кај пациентите. Знаат пациентите кои имаат посува кожа за која зборувавме, да реагираат со поголема иритација, особено со примената на бричењето, на самата механичка иритација со жилетот, пените кои се користат и така натаму. Она што би го советувало е да се употребуваат после тоа балзами или лосиони кои ќе ја хидрираат кожата, затоа што кожата кога останува после тоа зацрвенета и сува, таа пече. Не е нешто сериозно, не е некоја работа. Колку практично или притежно после бричењето ставаат aftershave кој што е на база на алкохол? Тоа не е добро затоа што дополнително ја иритирало кожата. Тоа значи се става превентивно, од еден аспект на дезинфекција која се врши заради самото бричење, меѓутоа во суштина после тоа може да се нанесе крем. Да се нанесе крем кој е специјализиран крем за тој не мора да биде, не знам, некој скап препарат, може да биде обичен крем за бебиња кој го користиме. И да се нанесе на лицето. Барем сега има специјални линии има линии, колекции, нега на машката кожа која што има може линии, така да се за користи. нега, а може и обичен крем кој го имаме дома, кој го користиме за децата, за внуците или така натаму. Тоа може да се употребува и да на тој начин се хидрира кожата, да не биде сува, да не чеша, да не пука. Секогаш овие промени се смируваат после известно време, заради тоа некаква агресивна терапија нема потреба да се спроведува. Ако тоа е толку изразено, да се јавуваат и одредени чирчења или инфекции на влакното, фоликулит, тогаш она што вообичаено им го советувам јас на пациентите е да преминат на еден тип на суво бричење со машинка. Со машинка, бидејќи понекогаш тоа влажно бричење со жилет знае да предизвикува расејување на тие проблеми, евентуално некој фоликулит, ако е некој воспаление на некој влакнен отвор. Но тоа треба да се види. Секој добро дојде во било која дерматолошка ординација, да дојде да го видиме како тоа изгледа. Така. Да го вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден и вам ви посакуваме, повелете со прашањето. И на вас, убав ден. И едно прашање до вашиот гост. Повелете. Имам израстоци под мишка, а од двете страни, лева и десна страна и напред на кај клучна коска. Така. Дали тоа се од старосна граница или пак треба да се јавам на лекар за да видиме тоа обрадави, така да. Тие ви се појавија сега или ги имате? Сега се појавени во последните 3-4 години. Така. Добро, ви благодарам. Според ова што го кажувате, не се работи за некоја сериозна работа, се работи за бенигни израстоци на кожата, кои може да се од вирусно потекло, може да се одредени пролиферации на меките ткива кои со текот на годините, како што кажавте, настануваат и во едниот и во другиот случај многу едноставно се отстрануваат. Но задолжително треба да се дојде на доктор, сами тоа не можете да го направите, се отстранува со еден специјален апарат,
со радиобранова хирургија ние ги отстрануваме или со ласер. И тоа е процедура која не трае многу долго, е многу ефикасна и потоа го немате проблемот на триење, на иритација во тој дел што го имате. Тоа е особено во пределот Во чувствителна во зона пазовите која малку незгодно кога ги има па повеќе, па некои од тие ќе се зголемат или во предел на градите може исто така да предизвикуваат постојана иритација со облеката, затоа ако сакате дојдете, повелете тоа. Иритација со обликата, но иритација од антипреспирантите кои што се користат исто така, особено. Секако и тоа се во овој период од годината. Тоа е нешто што треба да бидат што зачистени. се решава за краток период на посета во една дерматолошка амбуланта. Така. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Јавам од Кочане. Едно прашање за докторот. Повелете. Пред година дена, можеби, тука под окото, према носот, некое переплесто нешто ми се појави. Мислејќи дека е кожичка, ја отстранив. И после долго време, некое црвенило има. Нема ме почеша. Дали е тоа некое нешто опасно, така да речем? Не е брумка, а после со ставање на обичен крем за лице, станува се подебела кожичка и со текот на времето ме чеша и паѓа. Каде се наоѓа тоа? На кој? Под окото, над окото? Тука спрема косината на окото, на кај носот. На кај носот. Да, па санти ми е подалеку од окото. А целосно поминува или никогаш не поминува во целост? Не поминува, како црвено, и со време фаќа, ако ставам крем или се наводене, сушам го, ама не е тоа. И приметувам дека на вегите исто има малку црвенило. Да. Тоа на вегите би требало да е некаков себороичен дерматит што се јавува често. Тоа не е нешто што треба да предизвика загриженост, може да се третира со одредени препарати, локални кортизонски и така натаму во краток период, меѓутоа оваа раничка под окото, во аголот на носот која не заздравува и покрај мачкањето е доволна индикација или доволен сигнал да се јавите на дерматолог, на доктор, да се види за што се работи и да се реши проблемот. Она што вие скоментиравте на што почетокот, било каква да. промена ви да почувствуваме ако кога гледаме дека нема ефект после одреден временски период задолжително дерматовенеролог, иако тоа треба веднаш да се направи при било каква промена, дека треба прво да се побара стручен совет во поглед на третманот, сами да не се припишуваме терапија, понекогаш може да направиме уште поголемо влошување на самата кожа. Да, тоа затоа и го целта и вака и нови разговори е тоа да е на некој начин таа здравствена култура кога ќе видиме дека нешто не оди како што треба да отидеме кај човек што мислиме дека може да ни помогне. Значи, или ако се биле специјалност е намената за тоа, или ако можеме да побараме и второ мислење и да отидеме кај друг лекар, секогаш треба битно да се отиде на лекар за да не се остави на времето тоа самото да го излечи. Бидејќи времето лечи само некои работи, ама не лечи се. За некои работи сепак треба лекови. Така е. Добар ден и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледач од Прилеп. Сакам да прашам за 10-годишно девојче. Така, повелете. Хемангиом на левото раце. Добро, повелете. На градата и на задната страна од трбот, меѓутоа сето тоа со самото растење исчезна. Има сега само од левата шака до рачето, значи црвенило, не ја боли, меѓутоа сега се појави исто така, како црвенило на рачето на десната рака. Дали тоа нешто вие од хемангиомов или нешто друго треба да се презамени? Не би требало ова што... Со витамински креми, сме на лекар, на матичен лекар, витамински креми, бекутанце, со сапун за бекутанце, мачка, меѓутоа пак се тоа црвенило, а на десната рака се појави болка на рацето. Така. И ви замолила за консултација со докторот и поздрав за емисијата. Така. Ви благодарам многу. Дали сакате нешто да прашате гледачката? Не, само сакам една работа да искоментирам. Ова што го кажувате, ако е хемангиом, на едната страна на раката, тоа е во ред, треба да се следи. Вообичаено со текот на времето тоа треба или спонтано да се повлекува,
или да се даде одредена терапија. Јас најчесто давам локален пропранолол гел, кој се подготвува, понекогаш го нема тука во аптеките, меѓутоа го набавуваат луѓето, кој е многу елегантен за лекување, затоа што локално се нанесува. Тоа е гел кој 1% пропранолол се вика лекот. Се подготвува во аптеки, обичајно и кога не можат да го најдат тука, се снаоѓаат луѓето ќе го најдат. Има и готови препарати такви во странство, а има и еден лек кој е многу мали деца, што не е случај во кај бебиња, веднаш после раѓањето, кај што се тие големи хемангиоми, може да се проба и со препарати кои се орални, кои се за пиење, веднаш практично од самото раѓање се дават, и тие исто така предизвикуваат намалување тие бенигни израстоци од крвни садови кои се јавуваат на кожата. Ова што го зборувате сега на другата страна на другата рака се јавило нешто, јас не верувам дека е поврзано со тоа, можеби е нешто друго. Меѓутоа, за да не се шпекулира, добро е да се отиде на доктор. Да резимирам вака во ова што ви го зборувам, доколку хемангиомот се повлекува, бидејќи тие имаат тенденција на спонтано повлекување, тогаш сте на вистински пат со следењето на детето и со употреба на Бекутан, на оние неутрални кремови. Тоа може да се потпомогне со овие работи јас што ви ги кажав. Меѓутоа и самото од себе би требало со тек на време да се повлече. Доколку расте, доколку почне да крвари, доколку почне да се распаѓа, да некротизира, тогаш тоа е сигнал да отидете повторно на доктор, на дерматолог и да видите за што се работи. Так. Да го вклучиме следниот гледач, вашето појавување на вистина побуди интерес кај гледачите кои што би сакале да направат консултација со вас. Ќе го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, имам 65 години. Така. На грбот последните 2 недели примети грбот точно кај кичмата ситни бенки. Јас мислев дека е некој осип на пипање, бидејќи не можам да видам, но ми кажаа дека се ситни бенки и тие излегоа последните 2 недели, тоа во голем број. И ми рекоа дека и по целиот грб имам ситни бенки. Дали е тоа некое предупредување, дали е тоа нешто симптом на нешто или не знам. На двете страни од грбот или по некоја линија? Па тука околу кичмата. Тука, мада ми јас бидејќи не можам да си го видам целиот грб, ми кажа дека и по грбот имам, но овие на опит, како кога човек има осип за нешто, има некое ситни бубулички, така ги чувствувам на рака, но ги има сигурно 20 и повеќе. Бидејќи 2 недели ги имате, дали сте побарале консултација со кожен доктор? Не, планирав да одам, но бидејќи сега ја видов емисијата и си помислив да се вклучам да прашам, а инаку планирам така, да што би можело да биде. Ви благодарам многу. Благодарам на прашањето. Ако е 2 недели нешто, немате причина да се секирате. За 2 недели нешто страшно, драматично, па уште во голем број, за 2 недели не може да излезе. Значи, така да тоа е прекраток период за нешто што е проблематично да се развие, уште повеќе, па самиот факт дека се повеќе такви работи кои се појавиле покажува дека не е тоа, веројатно, дека не се бенки, вака како што го кажувате, личи на една, да кажам, банална кожна инфекција која се јавува кај многу луѓе, површна, која се третира со одредени шампони и кремови, меѓутоа не можам да импровизирам на невидено да ја препишувам терапија, треба да се види, инаку личи на една работа која често пати се јавува во предел на грбот, на деколтето, со појава на флеки кои се со различна боја од околината, повеќе дамки кои брзо се појавуваат, траат некој период, вообичаено се третираат со одредени антимикотици како препарати, меѓутоа сепак коректно е да појдете на дерматолог таму каде што живеете или било каде можете да дојдете и кај нас во болница и да се види за што се работи. Така. Да го вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Гледачка од Прилеп. Ве молам, докторот, сакам да го прашам. Има неколку години, како левата страна, плеската назад, има болки. Ставав некоја лепенка на база на луципиперсиља. И од тогаш, еве и ден денеска, таја страна
Едноставно како подкожа да лази нешто и нон-стоп имаш потреба на тоа чешање, а некогаш и петкање на кожата опет. Вака сега, прво да ви кажам дека јас сум против употреба на работи кои сме чуле некаде дека делуваат и ќе ги ставиме на кожата, надевајќи се дека ќе ни помогнат. Има, тоа не значи дека нема народни лекови кои може да се користат, меѓутоа тие треба да се добијат во аптека. Во однос на тоа пецкање, чешање, може би да се некакви сензации, било какви од типот на нервниот систем, може да се, да кажам, резултат на проблеми на кожата, на сувост на кожата за која зборувавме. Треба да се види за што се работи и да се тој проблем коригира. Прилично општо е тоа, така да не би можел да кажам ништо по-конкретно. Со оглед на тоа што треба да видите. Во секој случај, две работи би сакал тука да искоментирам. Едно е да вашите гледачи, пациентите, значи наши не употребуваат само иницијативно одредени лекови кои чуле дека некаде некоја жена ги спрема или ги припрема и на некого му помогнале. Бидејќи тоа е прилично ризичен чекор. И втората работа да кога се има некаков проблем се појде на доктор и да тоа се види за што се работи. Вака прилично општо е повеќе од она што искоментиравме, не би можел да додадам. Ве разбравме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Битола. Повелете. Во студиото до докторот, до вас водителката. Поздрав и до вас. Сакам едно прашање да ви поставам. Се работи за 25 годишно девојче. Така. Пред 5 години на базен беше и му се направија како бели флеки, колку печат од двете страни на образите во висина на устата. И сега ние бевме на доктор, еден доктор не рече дека е габично заболување, даде некоја мап, не помогна. А некој на друго место ни кажа дека е витилиго. И сега сакам докторот да го прашам како може да се дознае дали е витилиго или габично заболување. Така. И што да се преземе? Може да се дознае, значи ако се работи околу устата за флека како што вие кажувате, тогаш шансите да се работи за габично заболување се многу мали. Тогаш веројатно се работи за витилиго, бидејќи тоа почнува во голем дел од случаите околу устата, околу очите, тука на лицето, може и на рацете, може и околу гениталите, меѓутоа во суштина има еден тип на оваа болест која почнува со тие флеки околу устите. И тоа обично околу аглите на устите се јавуваат тие флеки. Начинот за кој го користиме во диагностика е обично клинички преглед. Може да се направи, значи, и одредено дополнително испитување, меѓутоа доколку се работи за лице, сигурно нема да земаме парче биопсија да правиме од кожата за да оставиме уште и лузна на местото, па и со самата травма уште да испровоцираме да се расшири витилигото. Ако е витилиго, она што треба да внимавате е да не изгори пациентот, бидејќи самата изгореница од сонце може да предизвика дополнително ширење на промената, а изложувањето на сонце постепено со нанесување на заштитни кремови е добре дојдено, заради тоа што тоа може да доведе до враќање на пигментацијата повторно и одредени други средства кои се користат за таа намина. Најчесто ние кај нас во нашата амбуланта препишуваме или протопик или витикс за таа цел, меѓутоа тоа се комбинира понекогаш и со одредени светлини кои се користат, УВ, ултравиолетово, Б, зрачење кое го применуваме и одредени други. Дали може да се врати пигментацијата? Може да се врати. Има едно, или имат стадиуми, како? Вака од прилика изгледа тоа шематски повторно кажано за да биде појасно. 1/3 од случаите може само од себе да се повлече. 1/3 од случаите се повлекува со третманот кој е препишан. Во 1/3 од случаите не се коригира и покрај третманот. Меѓутоа, онаа фама дека витилиго е неизлечива некоја болест, треба да се напушти заради тоа што витилигото успешно може да се третира. Треба само упорност и настојчивост во целата таа работа. Меѓутоа, секогаш треба на пациентот да му се обрне внимание дека тоа само по себе не е сериозна болест,
дека се работи за еден дефект во пигментацијата кој е предизвикан од автоимуна природа, точниот механизам не се знае, и тоа има само естетски да кажам проблем. Не е нешто што е поширок, покомплексен проблем. Некоја знае да биде асоцирано со некои други заболувања, меѓутоа тоа е паралелно, тоа не е поврзано со самата болест. Може да речеме тироидит да се јави, автоимун или некои други работи кои се паралелно треба да се испитаат како можности кај пациентот. Како можни опасности. Меѓутоа габично заболување кое трае толку долго и кое се јавува околу устата со голема доза вака на веројатност можам да кажам дека не е. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Едно прашање. Повелете. Од саботата вечерта по нозите ми се јави едно црвенило. Од колената надоле. Така. Така, тука околу глуждот така повеќе, само на нозите. Добро. И сега кај матичниот беше, и сега ќе одам, мислам, за да закажам. Во Скопје ми рече дека немало место, не знам, за во Штип да одам. Што ќе ми каже докторот, или утре доваѓам за Скопје, каде можам да го најдам? Ќе може ли да утре да поминам кај него? Така, можете се... Кај мене можете, јас сум утре попладне во Аџибадем Систина, во нашата болница, дојдете, ќе видам за што се работи. Можете се разбира и кај колегите да отидете во Штип или кај било кој друг колега во Скопје, каде што можете да се обратите. Меѓутоа, во конкретниот случај, доколку сакате да дојдете, можете слободно кај нас да дојдете. Утре попладне јас сум на работа и работам. Така да ќе видиме за што се работи. Може да се повеќе работи по што го кажувате, треба да се види. Тоа не би требало, да кажам, од одредени процедурални пречки сега да не отидете на доктор заради тоа што немало место. Ако нема место кај еден, има место кај друг. Секогаш може да се најде... Битно е задолжително да се побара лекарска помош. Сепак доаѓа празник, после тоа може да е некоја работа која бара терапија веднаш да се даде, за да не се остави да се расшири, па потоа да биде покомплицирана за третирање да биде. Така. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Очигледно дека се исклучива простор да ви поставам јас прашање. Кога предмалку ги искоментиравме промените на кожата, односно бемките, меланомите. Би сакала во продолжение да кажеме кои лица имаат поголем ризик за појава на меланом? Дали оние кои веќе се склони на појава на бемки? Има ризиците се кај оние луѓе кои имаат, да речеме, историја за некој во семејството што имал меланом. Бидејќи се смета дека генетскиот фактор сепак има свое влијание. Понатаму кај луѓето со многу светла кожа, кај луѓето кои имаат претходна историја самите за меланом, многу почесто може да се јави друг и треба тоа да се контролира отколку кај некој во популацијата кај кој никогаш не се јавило. И тоа генерално никој не е поштеден и сите треба да обрнат внимание на тоа и да доаѓаат на контрола. Луѓето со светол тен, значи имаат предиспозиции да развијат повеќе од овие тумори, меѓутоа исто така опишани се многу случаи кај луѓе со темен тен, кај луѓе со црна боја на кожата, што така да тоа го кажувам за да кога најдов еден податок имаше токму една таква констатација дека луѓето со потемен тен имаат помала веројатност или можност да заболат. Поотпорни се, меѓутоа тоа не значи дека не може да заболат. Тоа имаме луѓе со црна боја на кожата кај кои исто така се јавува меланом. Ексклузивно правило нема. Секој што ќе почувствува дека има некаков проблем на некоја бемка која отстапува во бојата, во големината, во формата, тоа е тоа ABCD правило со англиските кратенки за боја, асиметрија, значи граници и така натаму, треба да се дојде на доктор и да се тоа провери. Предноста на само прегледот е што може секој пациент самиот да си го направи гледајќи ја својата кожа во огледало, и тоа е предноста на дерматологијата во однос на некои други гранки, да речеме за гастроскопија ви треба да дојдете на доктор, не можете да ја направите самите. Меѓутоа дерматолошки еден само евалуирачки преглед може да направи секој. Со оглед на тоа што е видливо се работи за промени кои што се јавуваат на кожата како најголем орган кој што го имаме во телото. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден.
Добар ден, дали ме слушате? Да, повелете. Ало, Добар ден. вака сега. Се јавувам во врска со склеродерма, поточно морфеја. Има ли воопшто лек да го прашам, доктор? Има лек. Има лек. Прашањето е, ако ме прашувате дали има лек, лек има. И тоа може да доведе до значајно подобрување на состојбата. Меѓутоа, ако сакате честен одговор дали тоа значи дека со сигурност таа промена ќе помине, тоа не можам да ви го кажам. Значи се работи за една системска болест на кожата кај која доаѓа до отврднување, така народски кажано, на одредени делови на кожата. Меѓутоа, далеко од тоа да не може да се третира. Тоа може да се третира. Самиот третман може да доведе до подобрување значајно на состојбата. Сега не знам што вие користите во терапијата. Вообичаено ние даваме одредени аналози на витамин Д, кои може да бидат или локални, или може да бидат дури и орални препарати. Меѓутоа, тоа треба да дојдете да видиме каква е состојбата и да се препиша, да се третира одредена работа. Дел може да се третираат и со одредени енергии, со одредена употреба на одредена енергија. Апаратура. Так. Меѓутоа, сепак зависи од локализацијата, зависи од местоположбата. Ако е морфеа, не се работи за сериозна работа, бидејќи тоа е обично локализирано само на кожата и не може да предизвика проблеми на внатрешните органи, бидејќи ние секогаш кога имаме случај на склероза на кожата, гледаме да исклучиме зафаќање на внатрешните органи, да видиме дали е со храноводот, дали е се добро, дали со срцето се добро. Ако сето тоа е добро, ако антителата во крвта, кои обично ги проверуваме за склеродермија, антисклеродермија и антинуклеарните антитела, против јадрените антитела се добри, тогаш нема причина за загриженост, може да се проба да се намали, да се третира онаа промена која имате на кожата, која може да биде со локални препарати, со масти, како што е да речеме калципотриолот, а може да биде и со орални препарати. Меѓутоа сепак е добро да се направи преглед и да се види точно за што се работи. Така, да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ќе се обидам тогаш со другата линија да видиме дали е таа во функција. Добар ден. Така. Би сакала во продолжение да искоментираме какви се обичните бемки и како да се препознаат сомнителните бемки. Да, обичните бемки вообичаено се развиваат во долг период. И често пати луѓето ќе приметат дека се зголемуваат. Нормално е. Особено покажуваат тенденција за зголемување во бременост. Значи, во бременоста поради растот на хормоните расте промената во самото тело кој што се случува кај мајката. Растат и обележјата кои ги имаме на кожата. Така тоа е нешто што треба да се свати дека е нормално. Често пати доаѓаат пациентки уште во тек на бременост и исплашени: докторе, видите, молам, оваа промена, бремена сум, интензивно порасна. Так. Нормално е да порасне, заради тоа што во бременоста растат сите органи, ке растат и обележјата на кожата. Она што треба меѓутоа да се води сметка, кога нешто се случува наеднаш или чудно, или доаѓа до промена на бојата, крварење ако се јави на некоја бемка, се зголемува многу наеднаш, или почнува да се израстува над нивото на кожата на површината, тогаш тоа е доволна причина да се поиде на доктор. Има еден метод кој ние го користиме во тој случај, се нарекува дермоскопија или дерматоскопија. Ние имаме најсовремена верзија на еден дигитален дермоскоп, Молмакс се нарекува, кој ги гледа под одредено зголемување промените и потоа дигитално ги архивира. Имаме можност за нивно мапирање, обележување на телото. Тоа е многу згодно кај луѓе што имаат поголем број на вакви израстоци по кожата, тогаш може точно да се прецизира на која промена се однесуваат и се внесуваат во компјутерски систем и тој ги архивира. И за година дена, кога вообичаено ќе им закажеме контрола, тоа е редовниот период на следење на бемки, таа промена ја компарираме со претходната која постоела и можеме да заклучиме дали има промени, дали нема промени. Ако видиме било каква промена на структурата, на архитектониката на таа промена, на пигментната мрежа или некои други обележја, сега да не заморувам со некои детали, тогаш тоа е индикација да се отстрани. Значи, дури и превентивно може да се отстрани. Меѓутоа, никако не сме да се отстрануваат превентивно повеќе невуси, повеќе бенки, само заради тоа што се плашиме или
сметаме дека можеби ни се малку чудни. Тоа никаде не се прави, значи заради тоа што со тоа не се постигнува никаква превенција. Треба гледачите да знаат дека 80% од меланомите се јавуваат на нова кожа, не се јавуваат на постоечка бенка. Тука сакам да го искоментирам оно што многумина веруваат во оние кои што прават, ајде ќе ги кажам баш така народски, домашни илјачи за горење на бемките. А ги горат. Тоа е како да ви кажам, хазардерски. Тоа е како да го ставите целиот имот што го имате во коцкарница, хазардерски чекор. Не знаете што е одоздолу. Значи може да има нешто што е банално и таа киселина што ќе ја ставите ќе предизвика да тоа се одлепи, може ќе направи и поголем дефект, малку ќе на кожата или на другите ткива, ама нема да предизвика нешто страшно. Освен флекавост. Освен флека, освен белек, може некој и лузна да остави на местото. Меѓутоа, ако се работи, не дај Боже за меланом, вие со тоа што сте ја тргнале површно промената, ништо не сте постигнале. Кај меланомот има протоколи за третман, не се отстранува само бенката, туку се оди и во длабочина и во ширина, во здраво со одреден заштитен раб, за да знаеме дека тие метастази кои се јавуваат вообичаено во околината на невусот, на меланомот, односно трансформираниот невус или на меланомот, се отстранети. А вие само со тоа што сте го посипале со киселина и сте збришале одзгора, само сте ја замачкале сликата и тој ќе продолжи да си работи, ќе продолжи да дава метастази во лимфните јазли, не дај Боже, во внатрешните органи и потоа ќе дојдете на доктор во ситуација кога не може ништо да се помогне. Значи, тоа е погрешно. Исто така како што е погрешно едно сосема неразумно однесување кај дел, особено присутно на Балканот, немој да чепкаш бенката затоа што тие не се чепкаат. Тоа е исто погрешно, затоа што прво докажано е научно дека со самата механичка травма ништо не може да се направи. Втора работа, ако нешто е тумор, тој треба да оди надвор, со тоа што ќе го одгледуваме, ќе го размножуваме, само ќе биде полошо, не може да биде подобро и тогаш обично се доаѓа во подостежните фази, кај што ништо не може да се направи. И тогаш реално шансите за третман се ограничени. Така. Ќе направиме тука куса пауза, следуваат рекламни пораки во продолжение, потоа секако ќе продолжиме со денешната тема, секако и со вашите вклучување во емисијата. Причини, симптоми и третман на кожните заболувања е денешната тема која што имаме отворено во Алфа Ординација. И на оваа тема зборуваме со доцент доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од Аџибадем Систина од приватната болница, како едно подсетување секако за гледачите, можеби за оние кои што така подоцна се вклучија во Алфа Ординација. Телефонските броеви ги отвораме во овој втор дел од емисијата. Секако ќе го поздравиме веќе следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Најпрво поздрав до вас и до гостинот. Поздрав и до вас. Се интересирам за син ми. После бричење на лицето му се јавува сува кожа и како бемтички. И малку е нервозно. Што треба да направиме? Иако ова прашање го одговоривме во не прв дел од емисијата, чинам дека меѓу првите прашања не е проблем да уште еднаш ќе повториме, значи може да е тоа иритација обично после бричење која се случува кај луѓе со почувствителна кожа. Меѓутоа доколку се работи па и за вака според кажувањето за помлад човек може да е и себореа, да е еден себороичен дерматит кој се интензивира во делот на лицето, ако тоа се случува почесто, така да би требало, доколку на првото, доколку е само иритација, само неутрални емолиенти да се користат за подмачкување на кожата, обични кремови, народски кажано, ама меѓутоа кои се без парфеми внатре, без парабен, без хипоалергени, кои не може да предизвикат дополнителна иритација. Тоа го пишува на самите препарати. Ги има различни, сега да не ви ги наведувам, повеќе кои може да ги купите и од домашно производство и странски брендови. Втората работа, доколку тоа не помага, доколку се работи за една себореа или за еден себороичен дерматит, кој знае да се јави на лицето во пределот на брадата, тогаш е добро да посетите дерматолог, да се јавите на преглед и оттаму да добиете соодветен третман, кој може да биде комбинација на одредени козметски, специализирани препарати и одредени медикаменти, кои може да бидат локални за употреба на кожата или пак, ако се
изразени случаи може да бидат и во таблетарна форма орални препарати. Така, но задолжително. Би требало да се види за што се работи, да се провери. Кога станува збор за нега на мажите, јас пред малку во првиот дел од емисијата искоментирав дека барем сега имаме плејада на многу козметски производи кои што се наминете токму на нега на мажите. Ако жените задолжително навечер го чистат, го мијат лицето, го тонизираат, нанесуваат крем и слично, колку веќе е развиена совеста, свеста кај мажите за нега на лицето. Колку таа препорака важи исто за мажите? Тоа треба да се прави. Мажите сме понедисциплинирани од жените. Сега тоа е нешто што треба да се признае, меѓутоа во суштина и машката кожа треба да биде негувана и заштитена, заради тоа што особено ако работите на сонце, морате да ставите заштитен фактор. Не само заради превенција од рак на кожа, што е основно, туку кожата старее со изложувањето на сонце, на ветер, на надворешни влијанија, на условите на средината. Исто така, со тек на време се јавуваат тие флеки од сонцето кои се почести со текот на годините растат, се видливи, естетски прават проблем. Значи тоа е карактеристично, важи и за негата после бричање. Значи апсолутно тоа е дополнителна да кажам процедура кај мажите која ја суши кожата. И таа треба да се надополни таа сувост на кожата со примена на одредени емолиенти и препарати кои се употребуваат, и тоа е нешто што се прави. Има голем дел денеска исто така на препарати, како што спомнавте вие, козметики кои содржат и одредени коензими или одредени средства кои делуваат и за заштита на кожата, антиоксиданси, меѓутоа исто така и во превенција на старењето на кожата, кои жените одамна ги употребуваат и тоа дисциплинирано, меѓутоа во последно време таа зрастена култура се јавува и кај мажите. Тоа не значи дека тоа што го зборувам треба да биде префорсирано или да биде, не знам, главна преокупација, меѓутоа во секој случај не може да биде запоставено лицето од било каква нега. Така. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Во програма? Во програма сте, да, ве слушаме, повелете. Јас сакам да го питам доктор, веќе 6 месеци јавуваат ми се фули и снага си на сабот. Значи вообичаено на сабот. Не ве разбравме, дали ќе можете еднаш да повторите, дали ја разбравте? Значи веќе 6 месеци уназад јавуваат ми се гунтички фулички на сабот, како старано спање. Добро. Добро. На кое место од телото? Па ни цела снага. Ни цела снага. Да, и кога ги чешам, значи ме чешат, стануваат поголеми, како вид на тапи од киша. И, значи, појават се, ја ги чешам, стануваат поголеми. И се губат после 15 до 20 минути? Посенка, таа типа од вас се губа, да. Добро, по ова што кажувате, тоа е вид на една уртикарија, која може да биде и како резултат на механички притисок врз кожата, на стрес и така натаму, меѓутоа може да биде и од алергиски причини. За да се диференцира за што се работи, треба да се направат одредени испитувања и ако се отстранат сите сомневања за можна алергиска етиологија, алергиска причина на тој осип, на тие брунки или на тие коприви по кожата што се или тапи, како што ги нарекува пациентот, тогаш може да се сомневаме дека се работи за една зголемена реактивност на кожата, на вид на чувствителна или на нервозна кожа, која знае кај поголем број луѓе да доаѓа до такви симптоми. Советуваме одредена антихистаминска терапија или одредена релаксантна терапија, може и витамини од Б групата, доколку се работи за тоа да се пијат Б комплекс или Б6, да се малце стабилизира невровегетативниот систем, неутрални кремови, за да се изгуби тоа чувство на чешање на јадеж по кожата и антихистаминици од најновата генерација од типот на дезлоратадин, кои се нешто што може да се употребува безбедно, слободно во долг период, бидејќи дури и кај бебиња се препишува во подлог период и нема никакви проблеми. Така. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Повелете. Алфа ординација? Да, ве слушаме, повелете. Ве молам поздрав и едно прашање го молам доктору. Повелете.
Ве слушаме, Ве слушаме, поставете го вашето прашање. Повелете. Јас сум возрастна жена. Така. Имам сврат на гениталиите и тоа на клиторисот и до него веднаш. Воедно сум шекераш. На овој сврат постои повеќе време отколку појавата на шекерот и бев на гинеколог, на дерматолог, употребував креми и од нив ништо. Ми правеа биопсија и констатација беше сува кожа, но имам страшен сврат, од кој што ми се чини дека и полудувам и дека не знам како ќе завршам. Ве молам, докторе, дали има спас, дали има начин на кој може ова да се регулира? Така. Може да се регулира. Благодарам многу. Благодарам на прашањето. Може да се регулира. Тоа е веројатно поврзано со два фактора кај вас, ова што гледачката го кажува. Едното е сувоста на кожата, која е конституционална. Значи, со тек на времето таа со годините станува и посува. И втората работа која ја спомна е дијабетот, шекерната болест, која исто така влие врз квалитетот на кожата, предизвикува јадеж. Јадежот е многу чест во тек на дијабетот. Тој вулварен прурит или тоа чешање вагинално е често. Тоа не е нешто што е ретка некоја исклучителна појава, се случува кај повеќе пациенти. Треба да се делува на начин на кој верувам дека колегите делувале, да тој дел со одредени кремови се заштити, да не биде кожата толку сува. Постојат и одредени лекови, медикаменти кои може да се дадат. Може да се дадат антихистаминици, тие можат слободно да се дадат, да се користат и во подлог период, од групата на неседативни, од групата на лоратадин или цетиризин. И ако има потреба уште нешто дополнително да се даде, тогаш треба да се отиде на доктор. Има можности некои други лекови да се даваат, кои се користат за други болести, кои може да помогнат, меѓутоа тие не можат да се даваат долготрајно и не може да се форсираат без да се види состојбата и да докторот има увид во целата таа состојба. Има повеќе можности како тоа може да се прави. При тоа секогаш треба да се биде свесен дека нашата генетика, конституцијата не можеме да ја смениме. Можеме да влијаеме да тие недостатоци толку колку што можат во рамките на можностите се надополнат, се коригираат и да не го отежнуваат животот, да има еден нормален живот, да тоа не влијае на животот или да не му попречува до толку колку што тоа пациентот го искаже. Така. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до готовката и до докторот. Повелете. Не беше сега ма Битола, не интересира докторот кога планира да Битолата да дојде таму или што? Рековте кога планира докторот да дојде во Битола, така? Да, дека ми има отворено тука. Добро, Битола имаме ние отворено таму, кај што доаѓаат колеги од други специјалности, зашто не може во некој следен период ќе го тоа прошириме, меѓутоа имаме секогаш и луѓе доктори, колеги мои кои може да го прифатат пациентот, да го истриажираат и да видат дали има одредена потреба од консултација со дерматолог. Нашата болница Аџи Бадем Систина има поликлиника во Битола, каде што може да се обратите. Може би во некој следен период ќе размислиме и за можноста да некој од нас, од колегите, биде исто така присутен таму. Меѓутоа, во секој случај таму веќе има доктори од поголем број на специјалности, на интернисти, на кои може да се обратите и да нешто се преземе, доколку да направите еден општ преглед и ако има итна потреба од нешто да се делува. Да ве консултираат. А за се останато, сепак дерматовенерологијата не е ургентна медицинска гранка генерално и може да се закаже преглед и кај нас тука во Скопје во болницата. Така. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Повелете. Поздрав до студиото. Едно прашање до доктора. Повелете. Имам син 40 години. И на лицето му се има појавено некоја витилиум, некоја
Флека, некоја флека бела. Добре. Устик му шири. Дали има нешто век? 10 години може поиќе. Му се појавува флеката, така витилигото. Така. Добро. Ние Стои околу, му се шири. Бидејќи веќе ја знаете дијагнозата, сигурно веќе некој третман има превземано. Што до сега сте користеле? Што користел до сега вашиот син? Ништо не помага, оди по доктори, вела нема лек. Па добро, тоа е многу така грубо кажано, нема лек. Јас премалку објаснував за витилиго, значи во 1/3 од случаите тоа може да се повлече со терапија. Во 1/3 од случаите може да се повлече само од себе. 1/3 од пациентите и покрај третманот тоа стои. Перзистира болест. Значи Или би се спречило да не се шири ако не е друго. Може да се направи ако ништо друго обид да се третира, значи и да се види бидејќи се работи очигледно за некој рефрактерен, за отпорен случај на третман, по она што го кажува пациентката, треба да се види за каков тип на витилиго се работи. Ако се користени тие можности што ние ги користиме, тогаш во ред направено е тоа што можело да се направи. Можно е, не исклучувам дека може да се случи да не се повлекува. Во такви случаи има едни посебни линии кои се достапни денес на различни брендови, специјална козметика за витилиго, која овозможува со едно нанесување во текот на денот на одреден крем спрема нијансата, спрема типот на кожата, тоа воопшто да не се познава. Значи, ставате само на тој дел крем и си функционирате нормално, без никакви... Да, со оглед на тоа што спомена дека во пределот на Да, лицето е естетски проблем. Ако е предел на лицето, ако е на друг така дел на телото, тоа е само една промена во бојата на кожата која не предизвикува некаков, не знам, проблем во секојдневното функционирање, ниту во социјалната, кажам, димензија на личноста. Но витилигото не е сериозна болест, не е страшна болест, доста е честа, може да се третира и треба да се прават обиди, бидејќи секогаш може да има ефект од терапијата. Така. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Повелете. Ме интересира едно прашање за лекарот. Имам констатирано розацеа. Добро. Ало? Да, ве слушам. Да, розацеа. И дали се лечи со креми, дали треба антибиотици, колку време, што, како, све ме интересира. Поопширно, ако може, доктор. Ви благодарам многу. Розацеа се лечи и вие дел од тие лекови ги спомнавте во своето зборување. Очигледно дека веќе сте биле на доктори, дека имате некакво сознание за болест. Значи, тоа е болест која се ева на лицето. Едно црвенило кое се ева во пределот на образите, на челото, на носот, кое на почетокот е повремено, а потоа знае со тек на времето да стане и постојано. Дури да се јават и одредени како јазли, мали јазли по тоа црвенило на кожата што се јавува, може да доведе до задебелување на носот, до фиброзирање на носот. И тоа се третира во почетокот само со локални препарати. Ги има повеќе, најчесто употребуван кај нас се, да речеме, од локалните препарати, локалниот метронидазол во вид на лосион, во вид на гел може да биде. Тој се употребува бидејќи се смета дека е еднакво ефикасен колку и антибиотиците што ги пиете на уста. Меѓутоа понекогаш и покрај тоа што се дава локален препарат се комбинира и со антибиотик на уста. Вообичаено од тетрациклинската група на антибиотици се даваат кај розацеа. Исто така може да се користи и одредена козметика против црвенило. Денес тие антиреднас препарати ги имаат скоро сите овие куки кои продаваат медицинска козметика, така да може, особено за прекуденот нешто тоа да се користи. А има и препарати кои се од понова генерација, кои кај нас се уште не се достапни на пазарот, меѓутоа кои се одлични. Особено се добри, да речеме, кај луѓе кои секојдневно имаат состаноци, со нивното нанесување преку ден, практично целиот ден немате ништо на лицето, тоа доведува до повлекување на црвенилото, до анемизација на тоа црвенило. И тука два најсилни и најдобри препарати, тоа се Мирвасо, кој можете во било кој од западните земји да го купите, или така наречената Солантра или Ивермектин, кој исто така
е лек од најнова генерација кој се смета за хит во лекувањето на розација. Зборам за локалната терапија на розација. Меѓутоа, прво треба да се види дали е розација, бидејќи розација диференцијално дијагностички може да стои со неколку болести. Тие прво треба да се исклучат, се исклучуваат или со клинички преглед, може да се направи и дермоскопски преглед, во комплицираните случаи земаме и парче за биопсија од кожа, за да потврдиме дека тоа е тоа што... Дека навистина се работи за таков тип на проблем, така и промена. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Благодарам. Ви благодариме, поздрав до вас, повелете. Вака. Имав бемка под вратот. Така. Летоска почна да ми се рони до пола да ми дојде. Се јавив ја во Скопје од државна болница кај еден доктор, мислим на дермато, ако се вика што се гледа, дерматскоп, така? Добро. Да, вика има црвенило и не може убаво да се види. Добро. Ми даде за мачкање бетаметазон неколку дена. Добро. И отидов последна неделя, така ми рече, да се јавам кај него и втор пат не ме гледаше толку дермаскоп, како се вика. Рече, добро ти е. И си заминав ја дома. И после една недела мене бемката цела ми падна. Сега, например, немам ништо. Ни се познава дека сум имала бемка. Одлично. Што е работата, не знам. Се воопшто не се познава дека имам бемка, а има више, значи на лето и на година ќе правим како ми падна бемката сама. Така. Штом тоа се решило, дали од терапијата што е спроведена, дали сама од себе, тогаш не била бемка. Вие мислите дека е бемка, меѓутоа тоа била некаква друга промена. Може би некоја кератоза на кожата која се јавила. Веројатно затоа и после дермоскопијата колегата ви советувал или колешката дека нема ништо потреба понатаму да се прави. Инаку, она што го спомнавте, тоа е можно на првата дермоскопија, особено ако е раскрварена и иритирана таа промена, да не може со сигурност да се заклучи за што се работи и тогаш е исправно тоа што ви советувале со лек против воспаление, со дексаметазон локално или тоа што ви го дале да се тоа смири, па потоа да дојдете повторно да видат за што се работи. Очигледно дека таа промена на тој начин е решена. Штом немате ништо на кожата на тоа место, тоа не е проблем, тоа е супер. Немојте да се секирате. Кога ги се случат одредени промени, кои ќе направиме одредена интервенција, особено кога станува збор за бемките, на кој временски период путаа треба да се оди на преглед, на консултација? Ако е обична бемка, значи ако е невус кој е хистопатолошки докажен, тогаш воопшто и не е потребно да се тоа постоперативно следи. Се следи оној дел само на естетскиот момент, дали има лузна која е остранета со конвенционална хирургија, бидејќи тогаш имаме и хистопатологија, или пак доколку е направена, да речеме, со ласерски третман, некој од овие бенигни конгенитални невуси кои знаеме, дермални невуси, дека никогаш не малигнизираат, особено кога се на лице, за да не правиме рез, да не оперираме, ги со ласер ги поминуваме, затоа што на тој начин нема лузна. А знаеме дека тие 100% сигурно е дека никогаш не можат да покажат малигно изменување. Тоа е она што вообичаено се прави, инаку кај што сме имале отстранување на некој суспектен невус, значи или кај што имаме и други такви, се закажуваат после 3 месеци следење на промените. Има една правило, доколку и после 3 месеци не ни е јасно за што се работи, тогаш подобро е промената да ја извадиме, отколку да чекаме таа да се развива, особено за оние промени кои се издигнуваат над ниво на кожата. Бидејќи кај рамните меланоми тие споро растат и има време да се интервенира. Меѓутоа ако се нодуларни, ако се како јазли, тие брзо вертикално пропаѓаат и ако за една промена денес да речеме сме ја гледале, имаме дилема и по 3 месеци кога му закажуваме краткотрајна дермоскопија на пациентот за краток период на следење, повторно имаме дилема, тогаш треба да се реагира и таа промена да се отстрани. Бидејќи тоа што не ни било јасно после 3 месеци, нема да ни се разјасни ни после 6 месеци. Ни понатаму, така, да. Постојат одредени бемки кои што се наоѓаат на делови од телото кои што реално ни пречат, се случува иритација. Имаше еден гледач кој што се јави, кој што искоментира нели дека во пределот под мишките. Во пределот кај што стои кајшот или половината знае исто така да се појави, или пак да се појават на места кои што пречат од истинска гледна точка во пределот на лицето.
дали може да се отстранат, да се скоригираат ради естетика и можеби ради функционалност? Колку сте за или Апсолутно сте во право, може да се отстранат. Јас сум секогаш... при тоа да нема последици по здравјето. Нема да има никогаш последици по здравјето ако се почитуваат протоколите. Значи што би значило тоа? Тоа би значило следното, дека ако некој невус е дермоскопски проверен и се работи за невус од зборам од верзиран дерматолог кој е искусен во таа работа, знае дека тоа е беззначен конгенитален невус кој никогаш не може да малегнизира, тогаш може слободно да се отстрани од естетски причини. Зошто? Затоа што е неразумно да носиме на лице некоја огромна промена која естетски ни пречи. Или не знам, кај жени во предел на градите или на друг некој на нозете на некој друг дел што може да влијае на било каков начин на естетската функција и на нашиот впечаток, да речеме, што стил на живот, така да сето тоа што секојдневно ние сме изложени на социјално живење, не можеме, тоа не е небитна компонента. Втора работа се оние што ги спомнавте, механички причини, механичка иритација. Ако имаме некоја бенка или некоја кератоза или некоја било каква бенигна израсток или промена на телото во предел на каиж, во предел на не знам каде што допираат прерамки од градникот кај жени или каде што е изложено на постојана механичка иритација, повредување или во глава со чешел, кога се чешламе, тогаш неразумно е тоа постојано да го иритираме и постојано да се малтретираме, па да ставаме одредени антибиотски масти или кортизонски масти за тоа заздрави, тогаш треба да се извадат. Самото вадење на одредена промена, самата ексцизија хируршка или отстранување не може да предизвика никакви штетни последици по организмот. Верувањето кај луѓето дека тоа може да биде така е обична догма, значи не е точно тоа и тоа треба да луѓето го знаат. Тоа што слушнале или им кажале дека некоја баба кажала дека во не знам во градот или во селото имало некој што извадил некоја бенка и потоа завршил лошо, тоа веројатно се работи за некаков случај кој се явил предоцна, која веќе самата операција не можела да помогне или се работило за нешто сосема друго. Значи така да самата интервенција не може да предизвика никаков проблем. Јас сум за, значи за тоа да тие се отстранат. Против сум превентивно отстранување на 5-6 невуси од страв, затоа што ви кажав, по таа логика дајте да оперираме и здрава кожа. Бидејќи 80% од меланомите се јавуваат на здрава кожа, не се јавуваат на претходни бенки, на претходни невуси. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавувам осветува, добар ден за докторот и за вас. Имам едно прашање. Имам сопруг кој има 79 години, опериран од байпас, има кинг на каротидата, меѓутоа има на левата страна кај јувото една бенка која има браун боја и е ограничена. Беше помала, сега порасна. Вашето мислење дали треба да се извади? И уште едно прашање, не знам дали е во вашиот домен, на моите нозе, јас сум жена на 69 години, многу капилари, од двете нозе скоро до доле, секојдневно ми прскат, пегетни са веќе направени. Дали има нешто ласерско или не знам што е. И таа тема е во доменот на работата. За првата работа која ме прашавте, ви советувам да отидете на дерматолог и да види за што се работи. Значи таа кафеава бенка може да биде се. Значи може да бидат различни работи, од обична банална беззначајна кератоза до невус, до некои други работи кои може да бидат. Затоа тоа треба да се провери, да се види за што се работи, па потоа врз основа на тоа да се даде препорака како да се постапи. Можеби ништо не се прави или ако прави иритација може и да се отстрани, некојаш може да се отстрани со обично смрзнување, со азот, со криотерапија. Не мора да се оперира или да се прави, не знам, ласер или некаква друга интервентна процедура. Во однос на второто прашање, ако се капилари ситни, дојдете кај нас во закажете термин, ние тоа можеме да го решиме со ласерски, со Nd:YAG ласер, со ласерска енергија. Доколку се работи за поголеми крвни садови, тогаш би ве препратил кај колегите од васкуларна хирургија кои тоа може да го решат оперативно. Меѓутоа за ситни, мали крвни садови може ефикасно да се решат со ласерска енергија која ги затвара тие крвни садови бидејќи се апсорбира од хемоглобинот во крвта и на тој начин ги собира, ги затвара тие крвни садови. Доколку се работи за некои поголеми, тие може да се
склерозираат, меѓутоа доколку се работи за одредени поголеми васкуларни нарушувања во циркулацијата, тогаш тоа не е, да кажам, домен на мојата работа, тогаш треба да се јавите кај колегите од васкуларна хирургија и да советуваат одредена хируршка интервенција. Така препорака што понатаму. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Поздрав и до вас, повелете. Јас сум жена од 66 години. Така. Прилично нервозна. Животот ме направи така. И сега, кога имам голема нервоза, целата нервоза мене ми избива на лицето и на врат. Тоа исто како да ме изгорело сонце или да сум се попарила со врела вода. И такво несходно се осеќам. Се ладам со ладна вода колку можам, таа топлина да ја трнам. И со тоа ништо не правам, поминува ден-два, така се мачам. И кај општиот лекар, ова не ми се случува еднаш, ова ми се случува možda 10 пати, али не се на дерматолог. Употребувам бесаметазон. Дали е тоа... Колку долго употребувате? Колку долго? Или погрешен лек? Колку долго употребувате дексаметазон? Па, кога ќе се извадам од кожа, кој ќе ти Ама колку е тоа? Ден, два, пет? Период. 10 дена, месец дена? Колку време, тогаш, додека не ми се тргнува тоа црвенило. А колку често, е вака друга прашање, колку често тоа го правите? Колку често ми се појавува црвенилото? Колку често, да, ми се појавува црвенилото? Па ти кажам право, кога ме газат на живот, кога ме вадат од кожа. Еве, ајде да земеме во предвид во текот на еден месец. 2 до 3 пати месечно, колку пати ви се јавува црвенило? Не така. Не така. Поредко, значи. Поредко. Добро, Али повеќе ми се јави. Во суштина, вака да ви кажам, краткотрајна употреба на локални кортизонски препарати не е проблем. Меѓутоа, јас сум против особено употреба на кортикостероиди на лице без причина. Во предел на лицето и на врат. Бидејќи последиците после тоа се доста значени, особено ако се употребуваат во долг период. Има луѓе кои со месеци и со години ги користат и потоа тоа црвенило кое било мало станало ужасно. И сега прашуваат што да правиме и колку време ќе помине. Ќе помине онолку време колку што употребувале кортикостероид, за да неговиот ефект полека се повлече со неутрални облоги, со емулзии, со таблети, за таа работа полека да се доведе во нормала. Заради тоа не советувам особено само иницијативна употреба на кортикостероидни кремови на лице. Според мене тоа е погрешно. За оваа работа, па за која вие ми кажувате, не е голем проблем тоа што сте го употребиле неколку пати. Од тоа нема да имате никакви штетни последици. Меѓутоа, од тоа нема потреба. Бидејќи такво црвенило ни се јавува на сите понекогаш кога ќе се изнервираме на вратот, на лицето. Такво е времето. Денес животот сите не направи помалку нервозни. Тоа е нешто што е од времен карактер, поминува. Не е голем проблем. Секојдневие. Значи, ви советувам да повеќе користите неутрални кремови емолиенти отколку да ставате кортикостероиди, бидејќи сами да кажувате дека тоа поминува. За релаксација нема потреба да употребувате седативни некои силни лекови ако за тоа не е препишана или дадена сугестија од доктор, од некој колега од друга специјалност, тогаш можете да употребувате одредени витамински препарати од Б групата кои делуваат прилично, да кажам, смирувачки на организмот, па и на кожата и тие се добре дојдени. Така. Или обично едноставно, многу често кога станува збор за препораките за тоа како да го надминеме стресот е планина или промена на место кое што е наша секојдневие. Делува на психата, делува на позитивното расположение, делува поинаку затоа што не тргнува од секојдневието. Може би тоа е еден добар начин, па и на кожа да претпоставам самата промена. Сосема сте во право. На воздухот. И секоја промена е добре дојдена за разбивање на монотонијата и на оние, да кажам, секојдневни проблеми кои ги имаме. Секој човек ги има, нема човек што нема проблеми. Таков живот без проблеми не постои. И она што е исто така важно е да здравствената култура, навиките на живот не натераат да си предвидиме дел во денот,
ќе го искористиме за еден вид за себе, за еден вид на релаксација. При тоа добре дојдено е тоа. Повеќе лекари, многу колеги го советуваат и јас да се придржам на тоа да биде некоја активна физичка активност. Може да биде и обично пешачење за повозрастните, не мора да биде тоа трчање или не знам искачување на планина, возење велосипед, и тоа е супер. Тој што може да го прави, тоа е актуелно и го гледам цело време кеот е препон со луѓе кои го користат за таа намена. Тоа е одлично, бидејќи еден период претходно, пред 10-15 години, тоа не беше случај. Меѓутоа и за сите оние повозрастни останати кои не можат на тоа да се приклучат, или па оние кои не се возрастни, едноставно не се чувствуваат комотно во таа позиција, може да пешачат, може да се пропешачи секој ден, да се со таа физичка активност и делува здравствено превентивно на одредени болести, меѓутоа исто така тоа делува и на кожните заболувања, бидејќи оние невровегетативни стимулси за голем дел од болестите кожни, кои спрема некои автори, колеги кои се бават со таа проблематика, 10% од кожните болести се од таков карактер. Може тоа да доведе до нивно значајно намалување и до подобрување на целата работа. Затоа мој совет е да го фрлите тој кортизонски препарат во корпа и да не го употребувате, само неутрални кремови и витамини од Б групата и релаксација. Така. Да го вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Повелата во програмата. Поздрав до воителката и до докторот. Благодарам. Едно прашање може би да не е во негов домен, ама да ве чуем. На ногата десна од третото прсте, значи од прстот голем, третото прсте, имам ногт вака, дупли ногт. И го земав, го пресеков тоа ноктот, од два го пресеков. Не осеќам болка ништо. И кога со текот на времето гледам ноктов некој се деформира, се прави и надоле целото прсте црвено, значи жар црвено. А не ме боли. По известно време гледам ноктот расте надве во месото. И ајде, знаата ми е сестра медицинска, со преврски това трае едно 5-6 месеца трае. И со преврски таму, она што преврзува, не знам точно, и ноктот падна. Падна ноктот и одозолагаме дека ног друг расте. Арно почна да се лупи прстот, а црвенилото, значи, никако не изгинува. Зошто тоа црвенило? Од каде шо? Имам правено дотвор на нозите, но се. Дали болки не осеќам на него воопште ништо. Ја инаку страдам од дискус хернија, од колена надолу нозите многу не ги осеќам. Па дали по тоа нешто е причината, што е причината, не знам. Важно, прстото е толку црвено, значи, никако бојата да смени. Со разни, значи, и пиев, и апсија таму нешто ми даваше сната, не знам, да ги кажа во амола, а прстото ми е такво и него не осеќам, вака ми е став нешто да не дојде до сечење. Оти него не осеќам. Добро, но и се не ги осеќам ја, сите прсти не ги осеќам на моите. Со шеќерот, како сте со шеќерот? Немам шеќер. 5,2. Добро, значи вака, што сакам да ви советувам. Доплер е направен и тоа е добро, бидејќи тоа е еден ултразвучен преглед на циркулацијата кој покажува дали има некакви васкуларни проблеми или нема. Меѓутоа, сепак, доколку имате црн ногт, кој не го осеќате, кој е студен, практично гангренозен, ви советувам да се јавите на испитување, нека се направи, ако треба и една потемелно испитување, една ангиографија, едно снимање длабинско на крвните садови, затоа што може би има некој проблем кој со васкуларна хирургија може да се реши. Значи, ова прашање е за доколку ноктот е црн, студен, во долг период, не реагирате, не го чувствувате, да се јавите на васкуларен хирург. Малку подетално потемално. Да се направи, тој ќе ве препрати да се направи една артериографија и доколку има проблем на артерискиот систем, треба да се оперира. Бидејќи, ако не се јавите сега, кога тоа се јавува само на едниот прст, тоа нема да застане, туку тоа ќе прогредира и ќе се шири. Понатаму и на останатите прсти. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, убав ден, повелата. Добар ден. Се јавам од Кавадарци. Јас имам син 39 години. На грбот има едни како топчиња. Беше прво едно, па до него уште едно. Понатаму уште едно се појави и беше на кожен лекар, му кажа дека е килоид.
Меѓутоа, тој е направен и од чвор на тероидната жлеза. Кога го направија доктор Спировски го направи со лазерски операција, операцијата му беше како ортома, по наше кажано, така да потоа мораше да оде на пластична хирургија за да го спласнат тоа. Мислам, со каква интервенција, не знам, меѓутоа тоа го направија и сега е во ред. И сега докторите му велат дека е тоа килоид. Да, детето не го боли, меѓутоа го чеша. И се осеќа непријатно за тоа што преку кошула се гледа, преку мајца и му е срам да се соблечи. Не знам сега дали може тоа да се оперира. Не, да се оперира... На повеќе места килоид му кажуваат дека е. Вака се, да се оперира е глупост. Затоа што тоа што една операција го направила, следната операција ќе го направи уште поголемо како лузна. Значи не може да следната операција биде да ја отстрани онаа лузна која постои од претходна операција и тоа да биде направено кај келоидна лузна на подобар начин. Такво нешто не постои, затоа ви советувам тоа да не се лажете. Другите келоиди кои се веројатно последица на можеби некоја акна или некој воспалителен процес на грбот, исто така се случуваат и се јавуваат. Тие може да се третираат. Нема идеален третман за келоидите. Моја препорака е да се третираат што по-конзервативно, значи да се третираат со локални препарати кои може да се употребуваат. Значи тоа може да се даваат одредени, да речеме, може имоквимот, еден локален цитостатик да се дава за да го спласне, да го тоа сплеска израстокот, може да се употребува лазерска терапија, фракционен CO2 лазер може да се употребува криотерапија со смрзнување, може да се вбризгува натре во самата промена за да се намали локални кортизонски препарати, триамцинолон, кеналог. Може повеќе опции да се направат, може комбинација од сите тие и таа ние ја применуваме. Јас ја применувам бидејќи е прилично ефикасна. При тоа од секогаш пред да почнам со третманот им кажувам на пациентите дека мора да имаат реалистично очекување од самата постапка, дека во целост тој килоид нема да исчезне, дека ние можеме да го намалиме 50%, 60%, 70%, значи да не биде толку голем, да не биде толку различен во боја од останатата боја, да не биде толку тврд, значи на допир келоидната лузна. Меѓутоа, сето тоа може да се постигне со третманот, но не може целосно да исчезне. Да се отстрани. А најпогрешниот пристап е, тоа го имаме кај голем број на пациенти кои доаѓаат, кои пробуваат келоид кој е создаден на некој начин, дали преку повреда, дали преку операција, да го отстранат со друга операција. И имало, да речеме, келоид пациентка на увото, од обетка, кој на местото на пробушувањето настанало топче, со операцијата станува цела грудка, толкава, која ја влече на увото. Значи, тоа е пример дека тоа не треба да се прави. И реакцијата на операцијата не е резултат на, не знам, грешки во хируршката процедура, на неефикасност во операцијата, туку до типот на кожата. Кожата кај некои луѓе, особено во пределот, значи надлактици, гради, делот на вратот и особено, да речеме, кај жените па посебно, е деликатна и тука може да се развие келоидна лузна многу често. Затоа интервенции, особено хируршки, да се навратам на што претходно го зборевме, за кои нема потреба, треба да се избегнуваат и тие да се заменуваат со одредени алтернативи. Дали е тоа лазер, дали е тоа радиобранова хирургија, било што, доколку може, се разбира, она што мора да се оперира, мора, тука не е спорно. Имаме време само да вклучиме уште двајца гледачи. Ќе го поздравам следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав. Благодарам. Овдека има една пациентка која веќе пар години има проблеми, а никако да ја најдат крај. Прво, кој ќе почне да ме чеша кожата, например, кај рацеве што е под мишки, па онда ме чеша под зглобот овдека кај нозите доле и ми се појавуваат ранички. 2 до 3 ранички и така тие си стојат подолго време и ми дадоа мас, еве сега ќе го прочитам, декотал. Добро. И измачкам го декоталот, подолго време и се очисти тоа. Меѓутоа сега приметувам
Зимно време, кога сум, имам повеќе чешење и после ручек, после јадењето ми се појавуваат повеќе чешење и ноќе. А наутро не. Да. Друго што приметив, кога заминувам ја на викендица, тамо си имам летно време многу малку ми се појавува, а кога ќе се вратам во градот, да живеам тука, ми се појавуваат и ја имам по телото и тука кај стомакот, кај под пупокот, тука ми се појавуваат највише и под овоа колената тука на тај дел. Да. И бев ја кај доктор. Прво ми рекол да го средам шекерот, али докторе, јас немам голем шекер, имам тука. Дојде до највише шекер што добијам е 8. А добро, тоа не е... А терапија примате, предпоставам? Примам таблети пијам. Добро. Значи, што сакам да ви кажам? Ова е прилично општо. Јас не би можел да ви одговорам конкретно што е тоа што треба да го правите. Локалниот кортизонски препарат, ако има воспаление некаде, е во ред што е препишан. Декоталот е локален. Да. Кортизонски препарат, добар препарат. Но ја долго време го никако. Не треба долго време да го употребувате, тој може кратко трајно, до 2 недели да се употребува и потоа се прекине. Бидејќи има кортико. Да, бидејќи има кортикостероид во него и да продолжите со неутрален крем за заштита на кожата. Бидејќи тој е алкалоидов препарат декоталот, можете на негово место да користите бекутан, да речеме исто така во периодот после тоа, така да не е тоа нешто што меѓутоа немојте постојано да го користите во секојдневно кортизонскиот препарат. А видите, никој не ми рекол 3 години го користам. Не треба да го користите бидејќи тоа е проблем. Долготрајното користење може да го влоши проблемот, бидејќи кажувате дека кога ќе одите некаде надвор на викендица од градот ви е подобро, тоа е нешто што исто така ви го советувам да го правите. Очигледно е поврзано и со, да кажам, циркулацијата, движењето, релаксацијата, активностите, непреоптеретеноста со себе, свежиот воздух, сето тоа како начин на живот ви го препорачувам и можете да го правите. Меѓутоа немојте долготрајно кортико, ако веќе сте се решиле за производ од тој производител, заменете го со оној неутрален крем кој ви го кажав. Така. Да го вклучиме последниот гледач за денеска. Добар ден. Ало. Добар ден, повелата. Добар ден. Повелата. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас, повелата. Така, имам едно прашање. На нозете на стапалата, под прстите, значи, постојано имам црвенило, ме пече и околу ноктите. Додуша и ноктите малце ми се зладнати во месецот. Меѓутоа, кога пешачам, после тоа многу ме печат нозите. Сум била на кожно неколку пати, ми рекле, не би знаеле да ви кажеме од што вие. Шекер немам, циркулацијата ми е одлична. На ноктите има ли промени? Ноктите малку така ми се здебелени, посебно на палците и ми се пикнати малку во местото. Тогаш има нешто, не сите прсти, значи точно под прстите. Да, црвено ми е жар, ме пече и кога стојам малце повеќе ми помодруваат. Добро, тоа е веќе поврзано со да кажам, некој може да бидат повеќе причини. Една иритацијска реакција која се јава под прстите, тоа меѓутоа оние промени кои ги кажувате на ноктот може да бидат поврзани со габична, со микотична инфекција на ноктот или на околината на ноктот, на самиот прст, и тоа е нешто што треба да се провери, да се испита, да се отиде на доктор, да се земе препарат, да се направи еден и врз база на тоа да се ординира терапија, а за тоа црвенило или тоа разранување околу ноктите може да користите, пак да не спомнувам конкретни препарати, кремови со цинк-оксид, кои можат да доведат до ублажување на тие симптоми, кои абсорбираат влагата и ја штитат кожата. Тоа се кремови со талк внатре кои ја абсорбираат влагата во пределот на чевлите и се многу добри за намалување на тие симптоми. Така. Немавме време во емисијата да ги искоментираме токму габичните инфекции, вирусните инфекции кои што за сега актуелни и чести. Но оно што би сакала како препорака да го завршиме денешното гостување во Алфа Ординација, уште многу теми сакав да ставиме акценти на
појавата на рак на кожата, ние ќе остапиме простор во следно ваше гостување да ги скоментираме со задоволство на секоја ваша покана. Она кое што сакам да го искоментираме е токму сонцето. Имаме потопли временски периоди, самите вие не советувате дека треба да практикуваме поголема физичка активност, пешачење и слично, но како покрај овој зимски период, како покрај сувоста на кожата која што коментиравме на почетокот на емисијата, да ги надминеме тие проблеми, да направиме она што се вели добра адаптација на кожата за топлите денови кои што не следуваат, затоа што кожата на првиот допир го има токму со сонцето, со ночивите, надворишните влијанија и треба да се направи предпоставам одредена подготовка. Сигурно, кожата е, вие самата кажавте, најголемиот орган на човековото тело, прв на надворешно влијание изложен и треба да се штити. Мора да се подготви за летото, значи затоа треба да се таа постојано негува, да се употребуваат оние емолиенти за кои зборувавме или неутрални кремови. Уште пред почетокот на летото, а кога ќе почне летото, има едно правило, пред да се излезе на сонце, задолжително се користи заштитен фактор за сонце. Денес има и кремови и козметики, па дури и одредени медицински препарати за акни, за атописки дерматит и за различни болести кои вклучуваат заштитен фактор во себе. Голем дел од кремовите во Европска унија по директива мора да содржат заштитен фактор во себе. Така да сето тоа треба да се прави за да ги избегнеме оние последици и да потенцијално од развој на рак на кожа, меѓутоа и од самото старење на кожата која се јавува. А во вечерните часови, кога ќе заврши пржењето на сонцето, кога веќе сме се заштитили од сонцето, треба да се кожата исто така негува, да се хидрира повторно со емолиенти, со неутрални кремови, да и се надокнади она што како еластицитет, како вода, како со текот на денот е исчезнато поради влијанието на надворешните фактори на сонцето, особено во Македонија, која е земја со многу сончеви денови, кај што тоа е нешто што треба да биде приоритет за сите, за специјалните популации уште повеќе, како што се малите деца, бремените жени, возрастните луѓе, за нив тоа, сето тоа што го кажуваме за останатите важи уште повеќе. Така да заштитата од сонце не е само превенција, таа е и лекување на многу работи. Да речеме, сите оние кои не сакаат да стареат и да ги развијат оние сончеви или сенилни флеки на лицето кои се јавуваат или старечки флеки, најдобриот лек е не да доаѓате отпосле на ласерски третман или на не знам какви пилинзи. Не велам тоа да не го правите, меѓутоа најдобриот лек е да употребувате заштитен фактор за сонце, бидејќи контролирани студии покажуваат дека тоа значајно го намалува ефектот на сонцето и развојот на сите тие промени на кожата. Така. Особено кој што рековте да ги припазиме децата. Децата со се разбира. заштитен фактор задолжително веднаш што бидете изложени на сонце и покрај тоа што сметаме дека не се толку силни зраците, дека не е толку топло времето, сепак секогаш кога има сонце, особено летен период, треба да се користи заштитен фактор. При тоа не велам сонцето да се избегнува. Ние не сме лилјаци, сонце ни треба. Убаво е и заради расположението и е убаво да се користи, меѓутоа, да, и за други болести, тоа ми беше идејата, меѓутоа исто така треба да знаеме да се заштитиме. Одлично. Ви благодарам многу за гостувањето, како што споменав, уште многу прашања може да бидат поставени во текот на емисијата, сигурно што многу повеќе телефонски јавувања. Остапевме повеќе простор на гледачите, мило ми е поради тоа што одговоривте на голем дел од нивните прашања и уште еднаш ќе ви заблагодарам за денешното гостување. Ви благодарам на поканата и со задоволство секогаш ќе дојдам повторно кај вас. Уште еднаш и вам ви благодарам. А тука и вам, драги гледачи, ќе ви заблагодарам за денешното внимание, за денешното следење во емисијата, па дури и за учеството кое што го дадовте преку вашите телефонски вклучувања. Се гледаме утре во истиот термин, до тоа што станете во добро здравје, бидете внимателни, секако чувајте се и останете понатаму со програмата на ТВ Алфа.